Речиси сите активни хотели и викенд куки се исполнети во Дојран за престојните празници. Најмногу резервации има од соседна Бугарија и Србија, но и домашни гости кои за празниците ќе престојуваат во ова туристичко место познато по медитеранската клима преку зимниот период. Околу Нова година Дојран е актуелен посебно за гостите од Бугарија. Имаме исто така и домашни гости кои се заинтересирани за престојување во Дојран. Исто така не само нашиот хотел Романтик, туку и многу приватни куќи, вили се полни. Ние веќе го исполнивме нашиот капацитет, па сега се дополнуваме со гости во ресторантот кои се сместени низ неколку викендици. Андреј Туџаров смета дека Дојран може да биде атрактивен и преку зимскиот период, бидејќи постојат повеќе културно-историски места кои може да бидат во функција на рекреативниот и конгресниот туризам. Со темпо како во летото не може да функционира, но е многу интересен за гости од страна, најчесто странци кои доаѓаат да посетат историски места во Дојран, како што се Солунскиот фронт, а неколку цркви во Дојран. Најмногу доаѓаат и по семинарски туризам, се одржуваат конференции во Дојран, семинари. Локалните власти тврдат дека во Дојран се зголемува туристичката понуда. Идната година се очекува и да се зголеми конкуренцијата со изградба на 2 нови хотели. Веќе во најава за 2019 имаме изградба на 2 нови угостителски објекти. Исто така сме во завршна фаза со урбанистичкиот план, така што очекуваме дека со донесувањето на урбанистичкиот план ќе почне и поголемата повеќе град, ќе имаме повеќе градби, ќе се раздвижи и економијата со тоа и ќе го одглавиме моментално развојот кој што не кочи поради урбанизацијата. Дојран последниве години доживува ренесанса и фокусот на локалните власти и мештаните тој да биде атрактивен и преку зимскиот период.